Македонија е секако интересна земја. Јас често ја нарекувам богодарувана земја, бидејќи има долгогодишна традиција, повеќе милениумска традиција на односот со словата. Ние го имаме првиот кокински неолитски театар каде човекот му се обраќал на Бог, од науката детерминиран како свет брак, односно потребата човекот да се роди во Бог. Она што со јазикот на денешните христијани се нарекува богородени. Тоа е, значи, небесниот Отец оплодува духовно земна мајка и се раѓа богочовекот, гласноговорникот, ораторот, беседничарот и така натаму. Истата приказна се поставува понатаму 1400 години после Кокинскиот театар 2000 години пред Христос, во Дионисовиот театар 400 години пред да се оплоти Отецот Небесен да го испрати својот син Исус Христос, е Дионисовиот театар. Повторно потребата човекот од Небесниот Отец да оплоди земна мајка и да се роди богочовек. Тоа можеме во христијанското и во духовните традиции да го наречеме пророчка уметност или пророчки театар кој го пророкувал тоа што понатаму и де факто се случува кога архангелот Гаврил преку Светиот Дух бесемено се овоплотува во Марија и се раѓа Спасителот Месијата Исус Христос, нашиот Господ и Спасител. Другата традиција на потребата на луѓето што живееле на македонско тло, на нашите предци македонците, да се соединат со Бог, да зборуваат духовно, е митскиот македонски цар Орфеј во раната антика, кога практично митолошки им ги дал словата на македонците и тракијците. Ние тука го имаме случајот со апостолот Павле кој доаѓа во Македонија по наредбата на Божјиот Дух, односно на Светиот Дух во Македонија да се шири светото Евангелие. Ние потоа го имаме богомилското движење од кое денеска се настанат една цела заедница на евангелско-протестантски цркви во Западна Европа. Ние тука ги имаме Свети Кирил и Методија, патроните на универзитетот, кои, слава му на Бога, како молитвени војници на Исуса Христа ја дарувале глаголицата, односно кирилицата, и го имаме Климента, Свети Климент, кој првиот универзитет нели во на Македонскиот полуостров, кој ја даруваше климентисата, односно кирилицата. И кога ќе видите, како да ги заборавиме препишувачките школи на Света Гора, Лесновско-Кратовската препишувачка школа и Охридската книжевна школа, каде што светите писма се препишувале на средновековниот македонски јазик од околината на Солунско. Ние тогаш зборуваме за една голема традиција на Македонија за односот кон словата и кон Бог, а тоа подразбира дека на почетокот беше Словото и Словото беше во Бога и Бог беше во Словото. Во прво Јованово, Евангелие по Јован. Најголемите говорници и најголемиот антички царскиот македонски лекар Аристотел, филозоф, кој ја напиша книгата Реторика во кој се поставени темелите на доброто беседништо изборување, и секако македонската говорна школа со Ескин и Исократ, представници на македонската партија на Атина како најдобрите антички говорници, заедно со Пајониецот од Пеонија, од Горна Македонија, Демостен син Демостенов Пајониец. Како што гледате, Македонија добро го разбрала тој сооднос со словата и не случајно во овие краишта секое второ дете или прво пишува поезија, пееме, играме метричката структура во ората и стапките што ги имаме во антиката, ние денеска ги играме во современите македонски ора. Затоа е таа позната
изрека во Македонија: немој да пееш, немој да свириш, немој да играш, ќе те надпеат, надиграат и надсвират. Но секако може да се каже и немој да беседиш, бидејќи ќе те надбеседат. Во тој контекст се радувам што на 20-тите ораторски вечери во Пухан сум член на жирито и на одборот, и што овие млади луѓе го имаат тоа чувство дека словото е од Бог, дека зборот има вредност, дека не се тоа празни зборови на некои локални политичари кои ви кажуваат работи кои никогаш нема да се остварат, во кои не веруваат. Туку ние имаме говори зад кои тие застануваат со сето свое срце, со сиот свој разум, со сета своја душа, знаејќи дека во нив е духот на вистината, Светиот Дух ја зборуваат вистината и на словото му е враќаат духовната сила и духовната вредност. Секако се, како професионалец од Факултетот за драмски уметности, кој соработувам со Правниот факултет Јустинијана Прима и што ме чини радосен и духовно исполнет, се надевам дека ќе се отвори уште една подлабока соработка и ќе се отвори еден, како да речеме, можеби изборен предмет, а можеби семестрален предмет, јавно зговорење и зборување, кој е потребен како на правниците, така на брокерите и на сите оние што нивната професија подразбира добро зборување, духовно зборување и зборување од срце и секако во духот на вистината. Кристијан Пејдж, 3-та година, правни студии. Мојот просек на досегашниве студии изнесува 9,6. Одличен просек, нели? Но што со него? Ке дипломирам и повелете, господине, одлично дипломиран правник, работно место за вас. Или уште подобро, ке магистрирам, па повелете, господине магистар, работно место. Во светот на бајките, магистар веќе не е престижна титула, туку обична точка во резимето. И тогаш ќе ми кажат: па бегај, оди надвор. Надвор. Тоа митско место за нас македонците, каде што се е розево и парите на дрво растат. Па зарем најдобриот успех за младите во Македонија е да излезат од неа? Да изгубат надеж за подоброто утре? Дали е тоа вистината? Дали надвор е единственото решение? За жал, забораваме дека лекот за овој проблем е токму во нас, младите. Потенцијалот е во нас. Но тој потенцијал нема да се негува и развива со бесплатни возења и тривијални бенефиции, кои утре нема да ни значат ништо. Тој ќе се развива со инвестирање во она што им е навистина важно на младите. Нивната иднина. Меѓутоа, на тоа инвестирање да не се гледа како прилика за обезбедување повеќе гласови на утрешните избори, туку како вистинска и свесна акција на секоја влада, која ги препознава способностите на своите млади, која возможува просперитет, која создава шанса токму тие младите да го направат тоа утре подобро. Повеќе од очигледно е дека се неопходни радикални промени на секое поле, а особено образовниот систем. И факт е дека се прави нешто. Да, има напори. Но каква корист од тие модернизации, европеизации, болонизации, кога ние најосновните, најбаналните работи се уште не можеме да ги решиме? Како, например, фактот дека во оваа 2016 на Правниот факултет нема сапуни во тоалетите. А сакаме успех. Да, го посакуваме, го заслужуваме. Но тој успех нема да падне од небото. Промените се нужни, насекаде, вклучително и во нас самите. Мораме да се ослободиме од тој конформизам, кој не научил дека со мама и тато се е посигурно и да не се ни обидеме да бидеме независни и самите изнајдеме решенија за проблемите. Да се ослободиме од тој така наречен балкански менталитет,
кому згодно се припишуваме и поради кој поимите слога и хармонија ни се непознати. Да сватиме дека ние младите сме вистинските амбасадори на нашата држава, кои само со нашите успеси ќе докажеме дека не сме кревка овца меѓу волци, дека не сме третокласна банана држава, туку место и име кое значи нешто во светот. Потребно е освестување. И затоа велам, Македонијо, освести се. Времето пролета, а ние се уште стоиме во место. Боријан Ефтимов, 2 година, правни студии. Животните побрзаа назад и погледнаа низ прозорот. Внатре имаше жестока расправија, удирање по маса, разлутени деманти и остри и сомничави погледи. 12 гласа викаа разлутено и сите наликуваа еден на друг. Сега, животните сватија што се случува со лицата на свињите. Суштествата однадвор го менуваа својот изглед. Од свиња во човек и од човек во свиња и повторно од свиња во човек. И веќе не се знаеше кој е свиња, а кој човек. Истото што се случува на Орвеловата животинска фарма се случува и на нашата, македонска. Политичките елити, пред да се качат на толку посакуваниот трон, со нас чекорат на 4 нозе, убедувајќи не дека тие ќе се изборат за подобро утре, во кое сите ќе бидеме еднакви. За жал, во моментот кога ќе се стекнат со политичка власт, тие се исправаат на 2 нозе, се селат во куќата на фармерот и ги менуваат правилата запишани на ѕидот. Исто како што свињите преку ноќ ги менуваат договорените правила, така и во нашиот законодавен дом, по предлог на извршната власт, во скратена постапка, без дебата и без било какви консултации со јавноста, се штанцаат стотици закони. Додека тие јадат и пијат на наша сметка, нас не убедуваат дека се бориме за поголема цел. На животните на фармата, законот непријател им беше клетиот предавник Сноубол. А во Македонија, секојдневно не заплашуваат со федерализации и кантонизации, притоа дефокусирајќи на од суровата реалност, дека преживуваме со празен стомак во обична смрдлива штала, додека тие мирно боцкаат бифтеци, смеејќи се на нашата наивност. Се прашуваме каде се крие виновникот. Па виновникот се крие во секој од нас. Уште од најмали нозе не тренираат на сервилност и конформизам. Не учат на ведната глава, сабја не сечала. Од таков ментален склоп си патиме. Секој политичар, доколку му дадеме апсолутна власт, ќе го зграбчи тоа што сме му го оставиле и апсолутно ќе се корумпира. Промената ќе дојде само доколку се исправиме и останеме на нозе колку и да болат ударите на бесните кучиња, тренирани да ја заштитат високата позиција на владеачката елита. Промената ќе дојде само со секојдневна граѓанска активност и општонароден бунт против неправдата во сите пори на општеството. Без разлика дали се работело за малски паркчиња, за универзитетот или за највисоката државна власт. Не смееме да им дозволиме повторно да се стекнат со апсолутна власт, ниту пак смееме да премолчиме кога ќе ги менуваат правилата запишани на ѕидот. Со тоа што сме граѓани на оваа држава, колку и да е слабо влијанието на нашиот глас врз јавните работи, имаме обврска будно да ја следиме работата на секоја власт. А доколку власта ги пречекори нејзините граници, треба да биде свесна дека ќе се стави во непријателска положба наспроти граѓаните. Свесните граѓани кои не само што нема да премолчат, туку со сите сили ќе го возвратат ударот. Во борбата за подобро демократско утре нема повлекувања и нема компромиси. При тоа, треба да ни биде јасно дека тоа демократско утре не се само изборите кои ни се случуваат на секој 5 дена. Тоа е цел концепт на живот и односи на луѓето во општеството.
Односи во кои тие ќе можат да ги остваруваат своите права и слободи без освен и без владеачка елита која е поеднаква од другите. Доста ни беше од македонската фарма. Време е граѓаните да станат, да фрлат коцката и да тргнат по своите права и слободи. Ѓорѓи Рајчиновски, 3-та година правни студии. Студентите по дефиниција се носители на промените и напредокот на едно општество. Тие се клучен столб на секоја демократска земја и творци на принципите и вредностите кои едно општество треба да ги поседува. Во едно апатично општество како нашето, студентите мораат да бидат гласноговорници на критичката мисла и поведувачи на широките маси кон подобар живот. Согледувајќи ја должноста што општеството ни ја довери, пред 2 години излеговме на улиците. Извикувајќи различни пароли, вдахнавме живот на општеството кое умираше. Обединети по сите линии, демонстриравме сила со самото наше постоење. А бевме напаѓани од многу страни. Дури и професори од овој факултет не нарекуваа платеници, предавници, соросоиди и како уште не. Единиците за брзо распоредување неколку пати тепаа студенти, влегуваа во универзитетскиот простор без никаква дозвола. По улиците не бркаа како најголеми криминалци, но тоа ни за момент не значеше наше откажување. Напротив, секој удрен пендрек значеше покажување на слабост на режимот кој се обидуваше да ги репресира прогресивните студенти. Секој удрен пендрек значеше наша победа. А каде беше студентската организација, така наречена студентски парламент? Уживаше во парите кои што ги добиваат за заштита на нашите права. Трошеа на патувања во странство, виски, студентски забави, додека ние говоревме за слобода, правда, еднаквост по улиците. А универзитетот остана нем. Молчеше ректорот. Молчеа деканите. Молчеа професорите исто така. Ја отфрлија одговорноста и начинот. Начин кој се уште постои за тие да го дадат решението на овој проблем. Но зарем ќе чекаме да го решат ова прашање луѓе кои ја веднат главата само за да останат на својата функција? Зарем ќе чекаме да го решат ова прашање луѓе без став по најважните политичко-општествени промени? Ајде да не чекаме благо реформирање и ситуацијата да ја земеме во своји раце. Ајде да го повлечеме резот со кој ние ќе го дадеме решението на овој конкретен проблем. Бидејќи сметам дека сме подготвени на тоа, ве повикувам на револуција, но не револуција со оружје и безброј жртви, туку револуција на умот. Револуција после која студентските лидери нема да бидат полтрони на партијата на власт, а нивна најголема цел слика со премиерот на партиски митинг. Револуција после која ќе го изфрлиме ѓубрето од дворот, а депонијата ќе ја уништиме, бидејќи таквиот смет не смее да биде рециклиран. Јас верувам во студентски лидер кој што ќе се спротивстави на секоја власт, а притоа ќе ги има студентите како своја поддршка. Затоа, ние мораме и ќе го направиме ова општество на слободни луѓе, а не збирштина од безработници. И тука нема компромис. Валерија Крстева, 3-та година правни студии. Работното време ми започнува во 7 часот наутро. Формално трае до 15. Но секој ден остануваме до 18 часот. Доаѓаат ми викаат: работи ако ти се работи, ако не оди си. Се работи на норма. Ужасно е напорно.
Празничните денови ги дополнуваме во недела. Ова се исповеди на македонски текстилни работнички. Во Македонија секојдневно се кршат правата на 100.000 работници. Се злоупотребува работничката сила. Се злоупотребуваат работните часови. През цел свој живот и ден и ноќ да се трудиш и мачиш и пак да бидеш гладен и страден. Рацине, рацине. Секој твој стих и денес ги распорува срцата на македонските работници. Република Македонија има ратификувано вкупно 74 конвенции на Меѓународната организација на трудот. И уште 174 да ратификува. Залудно е. Залудно е кога остварувањето на работничките права ни е сведено на нула. Во Естонија, например, компаниите ги стимулираат работниците синдикално да се организираат. Во Македонија, нивната бројка е само 1,4%. Наместо цврст став и одлучност за заштита на работничките права, најважен интерес е зачувување на удобната фотелја. Лесно е да се биде мудар чичко во костум. Синдикалните лидери ни самите не веруваат во нас за што треба да се залагаат. Алка прикачена за политичкиот синџир. Синдикатот мора да ги отвара портите. Мора да се грижи за унапредување на работничките права. Кога би можеле да се вратиме со временска машина за миг во далечната 1886, како изгледала таа борба, да се почувствува таа жестокост, борбата за 8-часовно работно време. Воопшто не ме зачудува фактот дека изминатата година најголем дел од поплаќите на граѓаните се упатени до трудовите инспекции. Неопходно е јакнење на свеста за независноста на синдикалното организирање и неговата моќ, избегнување на неговата разнебитеност, самоиницијативност, информираност на сите граѓани, на сите работници дека се заштитени со закон, едукативни работилници, кампањи, ослободување на правото на штрајк од прагите на продзирниот затвор и негово практикување. И најважно од се, враќање на довербата во синдикатите, институционално и транспарентно функционирање на трудовите инспекции, мониторинг, анализа и конкретни решенија на маса. Нека се стори бура, нека се чуе сечи глас. Проговорете. Не живејте во илузија дека некој друг ќе го стори тоа. За да Рациновата поезија престане да биде символот на угнетениот работник, сите ние да бидеме символ на радикална трансформација, задоволен работник и достоинствен живот. Борјана Атанасовска, 4-та година, односи со јавноста. Затоа што сум жив. Вам ви е сеедно. Основците копнеат да станат гимназијалци, гимназијалците студенти, студентите копнеат да најдат работа. Извадок од драмата на Горан Стефановски дупло дно, адекватен наслов за она што ние доживеавме. На прашањето зошто не остана во Америка, одговорив затоа. Искрено не знаев зошто. Па решив да ја отворам оваа тема затоа што секојдневно нешто ме жегнува дека доволно не сме слушнати, дека доволно не сме разбрани, дека не сме маса која може да се калеми онака како што величенствениот ке посака. 1 по 1 мал милион.
Загрижувачката бројка на млади кои што секојдневно си заминуваат од државата како да ја отвори Пандорината кутија. Цензурата која постои полека се топи. Низ моите очила ситуацијата е следна. Бројот на партиски книшки се зголемува, додека вистинската приврзаност кон партиската идеологија се намалува. Но тие се влез за секаде. Преквалификуваноста како одговор дека не може да те вработат, додека нестручните се смеат зад бироата, а врскаджиите ја освојуваат Македонија гордо, се доволно силни мотиви да младите почнат да го вадат лебот далеку од дома. А велат, нема поголема болка од семејството раштркано на сите страни. Некако се испревртено. Високо образувани, квалитетни умови фуриозно чекираат карти за еден правец. Секаде, само не тука. Но да не се грижиме. На нивно место кај дојдат високо необразувани партиски полтрони, кои полека но сигурно ја сквернава државата. Македонија се гуши. А на сета таа мака, медиумската сфера. Па не може за една телевизија седа цвета, додека надвор веќе одамна се е овенато. Младите се затруени со квази информации и политики и кога ќе посакаш и тој малку ентузијазам што го имаш, да го искористиш во Македонија и за Македонија, желбата ти ја убиваат. Те гонат. А демек, требаше да бидат кучиња стражари на човекот. Така наречената четврта власт. Ни пиреј веќе нема да не опишува. Затоа, да не бидеме стерилно општество. Квалитетот на местопартиската книшка да биде влез за секаде. Да го изчистиме воздухот од неписменост, така што нема да има магистри туку така станати. Тоа сепак е титула. Или барем било. Да се отвораат работни места за сите, затоа што во волку мала држава би морало да има место за секого. И да не работиме само за леп, туку и за нешто повеќе. Да и покажеме заби на секоја партија што не кочи и ние младите да бидеме стожери на општеството. Но за почеток, да им се даде на младите некаков потик дека еднината е тука, затоа што без нив Македонија вечна